Почитувани гледачи, се наоѓаме во Берово. Берово денеска го слави празникот на градот, Мајката Божја, Успение на Пресвета Богородица. Од рано утрото голем број на граѓани од цела Македонија доаѓаа во посета на црквата на манастирот Успение на Пресвета Богородица, а ние со кого би поразговарале ако не со Благој Механџиски Зегин, човек кој потекнува од Малешевијата, да ви упати еве честитки за овој празник, на сите ви посакуваме нека за многу години. Посебно ми е драго да упатам на сите граѓани, прво кои дојде во Берово, не се малку, и полека ние стануваме метропола на туристичкиот, како да кажам, бренд, по основ на религија, по основ на историја, по основ на интелектуални достигнувања, и затоа посебно благодарност на тие што ја зголемуваат сегашната присутност. Во Берово не сум ја видел толку луѓе непознати, не сум познати, бидејќи се тие наши граѓани, па има и од Бугарија, има и од Србија, има од Хрватска, дури сакам да кажем да ги познам градоначалникот на Кумровец, местото на Тито, кој ние сме, поготово мојата генерација, Титова генерација, и исто сакам да му се, како да кажем, заблагодарам на новиот градоначалник на Берово, Ружински Петар, кој за една година направи толку голем препород, го уреди транспортот, мислам паркинг просторите, присапот на градот, ги дотера, ги чисти улиците, присапните патиша, на ресторанти ни ми даде посебен, како да кажем, акцент. Таков човек ретко, тој човек може слободно да рачунаме, тој треба да биде едниот премиер на Република Македонија, а има сите интелектуални и организаторски и менеджерски. Па редно еднаш Малешевијата кој има најмногу дабано за ова и од револуцијата, и сега после донаторство во развојот на демократијата, на школството, на дружењето, на пријателството во Македонија, и затоа отворено кажувам дека едниот премиер треба Македонија да го гледа во Петар Ружински, интелектуалец, човек со високо образование, со повеќе знаења, и затоа го користам оваа прилика и да потсетам дека на овој ден тука беше промовиран и кандидатот Борис Трајковски за председател на државата. Тука баш на истиот ден, пред тамо колку години, која година дојде, од тука тргна неговата, да речем, неговата листа изборна со Берово. Така јас мислам дека отворено кажуваме, ние заслужуваме Берово да имаме премиер на државата, го имаме. Се навратиме на туризмот, рековте Берово овие 3 дена има Јетнат Пошта фестивал, многу гости. Вашиот штанд вчера го видовме таму, присуствувате и вие со производи, значи изегување секаде онаму каде што е потребна поддршка на граѓаните. Да, видите, јас не да се фалиме, делата кажуваат, јас можам да речем, сите да ги собереш од 45-та година што донирале, не општествени организации, не индивидуални, не авторитети, не дале колку Зегин што дава за една година. Така да јас тоа не го давам за да добијам, да бидам пратеник, градоначалник, советник, ја го давам бидејќи овој крај заслужува и беше запоставен, и многу наши кадри, затоа го тоа зборам отворен, денеска е голем ден, да се разбереме, значи го зборам што да пред малку може би беше незгодно што настапи со еден таков предлог, али рете веќе ние да размислуваме за тој, а не да имаме некои марлаци, разбирашеме кои се, како да речем, под разни истраги тие натаму и да не представуваат нашата Малешевија. Отворено зборам, ако некој заслужи повеќе за Малешевијата, ја ќе му го отстапам место, а ништо не барам, сакам да моите граѓани бидат онатако честни, поштени, обслужени, да добијат тоа што го заслужуваат, бидејќи Малешевијата е со најголем кислород по Европа, со најголем кадар школски по пер капито, и сето тоа ние треба да го сега за сега, како да речем, стокниме, бидејќи во овие моменти на Македонија треба луѓе интелектуалци, не марлаци, разбирате, кои сакаат да влезат во политиката за да нешто грабнат, што викаме, разбирашеме, а не да додадат. Затоа, посебно сум расположен, што гледам многу непознати личности од соседните земји, сите кои со, како да кажем, со пофалби зборат за нашето изглед на градот. Многу чист град имаме, за разлика од Скопје, од другите градови, многу имаме средина, ако зборовите се повеќе средина од другите градови, луѓето се повеќе дотерени, имаме еден, како да речеме, еден многу голема предност во однос на тоа што баш туристите
го забележуваат, вика, леле, колку чист град, колку гостоприми луѓе, и сето тоа, ние и денеска го, како да речем, даваме со поголема кондиција и па уште еден повик до сите, секој пат кога ќе дојдат новите туристи, те се добродојдени и верувам дека еднаш кога ќе дое во Берово, ќе биде пријател за навек. Така ви посакувам уште еден среќен празник, еве и туристи доаѓаат, сега ќе ги ослободиме да се седнат на своите места. Честитки за празникот и се направи бесно за мешете, имате многу за овој крај што се вака представувам на јавноста. Ви благодарам. Така да вашите, мога да речем, барем јас со милиони на гледање ги има во целиот свет. Благодарам.